колега Диме Велковски, на втората ваша реплика, која што започнавте со констатација, се надевам искрена, кажавте дека не постои човек во Македонија кој што се радува со овие проблеми, се согласувам со вас, но ќе ве надополнам со тоа дека не постои таква власт во било која држава која што ништо не превзема со ваквите проблеми, а тоа е власта во која што чисто представник сте и вие како пратеник. Сега вака. Не сакам да бидам многу опширна, бидејќи голем дел од она што имав да го кажам, но бидејќи го споменавте образованието, па го зедов како преглед она што го имав за ребалансот на буџетот околу образованието, затоа што вие крајната бројка ја кажавте, имало зголемени суми за ресорот образование, не знам колку кажавте, 2, неколку проценти во ред, но кога ќе разгледаме подетално, она што сакам да го кажам за јавноста и за луѓето кои што работат во образование е следно. Под програмата Агенција за квалитет во високото образование има намалување за 7,9%, ама категоријата плати и надоместоци има зголемување за 19%. Категоријата стоки и услуги има намалување за 12%, а категоријата капитални расходи, која што да можете воопшто не би ја споменувале, има намалување за 13,4%. И она што не сакам да го повишувам мојот тон на говорење, но можеби ако се чита би го запишала со големи букви, тоа е дека под програмата Фонд за грижа и надградба на талентирани ученици се укинува и со овој ребаланс ја нема. Повеќе немам што да коментирам околу делот за образование, иако вие се пофаливте дека тука со ребалансот се зголемени сумите, но за мене ова е најболната точка што со овој ребаланс ще можеле да ја смислите. Инаку во поглед на тоа дека следиме кризи, тековни промени, така натаму на цени и слично, може би е добро да го подсетите денес вашиот председател на регулаторната комисија за енергетика дека нафтата е падната на светските берзи, ама затоа Бислимовски веќе излезе со соопштение дека вечер ќе ја поскапи за 1,5 денари. Нешто овде многу нештима и затоа не можам да не се сложам дека никој не се радува со овие проблеми, ама очигледно е и ова е потврда дека вие ништо не превземате и еве колку ја следите светската берза. И сега додека имав реплика кон колегата Диме Велковски, додека одеше мојата прва контрареплика, ни стигна тука од ажурните вработени кои што сакам да ги поздравам тука во парламентарниот институт, односно од парламентарната буџетска канцеларија, ни стигна една статистика на 4 страници, која што верувам кај сите пратеници е доставена, па ќе ја искористам за да ја соопштам дел од неа од овие податоци и за јавноста, како контрареплика на колегата Диме Велковски. Па вели дека е ова месечен статистички преглед на одбрани макроекономски показатели и вели бруто домашниот производ во првиот квартал е зголемен за 2,4%. Индустриското производство за април оваа година е намалено за 3,8%, тоа веќе го кажав во мојот говор. Стапка на инфлација за мај плюс 11,9%, девизни резерви за мај минус 20,8%, извоз, мислам дека и тоа го има во говорот, за април 2.622.000 евра, увоз 3.923.000 евра за април, број на нови невработени лица во април минус 5.159 и просечна нето плата, и таа ја споменав, за март оваа година 31.080 денари. Понатаму според проценетите податоци на Државниот завод за статистика, стапката на раст на бруто домашниот производ во првиот квартал 2022 година изнесува, како што кажав, 2,4%. Финалната потрошувачка на домаќинствата, вклучувајќи ги непрофитните институции кои им служат на домаќинствата, номинално расте за 12,2%, а нејзиното учество во структурата на бруто домашниот производ изнесува 66,1%. Ова е она што велам кога се фалите со раст на бруто домашниот производ, требаше да кажете дека е тоа резултат на поскапувањата. Понатаму, индустриското производство во април 2022
На годишна основа, кажав, бележи пат од 3,8%. Споредено со март 22 забележан е пат од 2,5%. Секторите рударство и вадење камен и преработувачка индустрија бележат пат од 2,1 и 6,9%. Друго што сакав за јавноста да споделам, бидејќи ова сите пратеници чинам дека го имаме и не верувам дека различно го толкуваме. АВРМ, април 2022, вели дека вкупниот број на невработени лица изнесува 122.454, што представува намалување на бројот на невработени лица за 3.453 во однос на март 2022. Од нив на 2687 лица им престанал работниот однос. 739 се лица кои прв пат се пријавиле во евиденција на невработени, а 1592 лица се повторно евидентирани како невработени откако биле симнати од евиденцијата по законски основ. Намалувањето на бројот на невработени лица се должи на одливот, се надевам дека ова не е грешка затоа што е малку побледо испринтано, на лица кои престанале да се водат во евиденција на невработени, а нивниот број изнесува 9006 лица, од кои што 2094 засновале работен однос, а 6224 се лица симнати од евиденција по законски основ. Ова по мое би требало да значи дека овие над 6000 лица си ја напуштиле оваа држава и затоа ги немаме во евиденција. И на крајот сакам да го споделам со македонската јавност компаративниот преглед со регионот, кој што вели дека БДП изразено во проценти за Македонија е 2,4%, веќе го споменам за Србија 4,4% и за Бугарија 4%. Повеќе од половина имаат поголем БДП Бугарија и Србија. Понатаму инфлација изразена во проценти. Македонија 11,9%, Србија 10,4%, Бугарија 15,6%. Арноама, јавен долг изразен во проценти од БДП. Македонија 54,9, кажав зашто е овој износ, Србија 51,9, Бугарија 21,1%. Стапка на невработеност изразена во проценти. Македонија 14,8%, Србија 10,6, Бугарија 4,9 и конечно просечна нето плата изразена во евра. Македонија 504, Србија 602, Бугарија 662, Хрватска е подалеку, ама подалеку и со просечната плата, каде што е 1012 евра. Ете, тоа е колега Диме Велковски и се согласувам со вашата почетна констатација дека никој не се радува, ама мора да се согласите дека и вие слабо нешто превземате мерки околу овие напластени проблеми кои што се резултат на вашата неспособна влада. Благодарам за вниманието. Благодарам. Нареден за реплика